Вечера во спортската сала 25 мај се одигра дербиото на осмото коло меѓу ланскиот суперлигаш Радовиш и Металург за второто место кое води во баражот за влез во Суперлигата. Неизвесен и тежок меч со често минување на водството кое понуди возбуда пред се за гледачите кои беа во сала. Радовиш прв го отвори резултатот за 1:0, а потоа Металург изравни на 1:1. Домашниот тим дојде до +3 кога имаше 7:4, а потоа Металург одново изравни при 8:8 и 9:9. Неизвестноста продолжи до крајот на првиот дел кога Металург направи комплетен пресврт на резултатот за 12:13 на полувреме. Во вториот дел Радовиш одново дојде до гол предност при 15:14. Металург во неколку наврати доаѓаше само до изравнување, но не и до превземање на водството. Дојде до 20:20, а потоа Радовиш одново имаше 22:20 за на крај конечниот исход да биде 25:23. Со овој триумф Радовиш се искачи на второто место кое води во баражот за влез во Суперлигата. Изјава за спортска мрежа по надпреварот даде Александра Кузмановска од стручниот штаб на Металург, која вели дека многу им била значајна оваа победа, која како што вели за жал не ја добиле, но направи кратка анализа на самиот меч. Да, многу ни беше значајна оваа победа, за жал не ја добивме, се обидовме до крај со притисок од публика, можам да кажам и некои одлуки од судии. Малце ни значеа, ама тоа е што е, надпреварот отиде во полза на гостите, ние ќе се бориме до крај да изненадиме некој фаворит и да успееме да го добиеме тоа второ место што го посекуваме. Кузмановска за спортска мрежа вели дека Металург до крај ќе се бори да ги добие сите преостанати надпревари. Додава дека против Абесинов одиграле одлично. Се надева да се повтори тој надпревари на домашен терен и да се изненади тимот од Велес. Ние ќе се бориме да ги победиме сите останати надпревари што не стануваат. Со Бесинов минатиот пат изигравме многу добро. Се надевам дека истата игра ќе ја повториме на домашен терен. Зашто да не да ги изненадиме. По завршување на мечот изјава за спортска мрежа даде еден од тренерите на Радовиш, односно Спасе Ѓоргиев, кој вели дека очекувале тежок меч против Металург. Додава дека надпреварот бил вистински дерби меч како да е суперлигашки. Ѓоргиев ја пофали публиката и упати благодарност за поддршката. Добро, пред надпреварот знаевме дека ќе биде тешко, се спремавме. Значи една права дерби утакмица, може да кажем и суперлигашка. На крај се заврши добро за нас, ги освоивме трите бода, сите честитки до играчите кои изигра тоа што беше договорено, мора да ја пофрли публиката која ни даде еден ветер во грб и на крај сите заедно славевме една победа која е вредна моментално и не носи на второто место, каде што се надеваме дека ќе останеме до крајот на сезоната. Ѓоргиев вели дека сега е период на тешки надпревари, но го радува фактот што формата кај играчите е подигната, како и желбата за тренирање и играње. Добро, значи да, ова е периодот на три тешки утакмици кои го имаме, значи како што кажав сега со Металург, гостуваме во Велеска, Бесинов и Богданци. Ме радува тоа што формата на играчите е подигната, нивната желба за играње, за тренирање се гледа, значи дека е подигнато, дека сакаат да играт, дека сакаат да се борат. Ние секогаш одиме на победи, значи одиме на победи на двата надпревари. Мора, значи, гледате, ги ротираме сите играчи, сите играат, сите имат свој придонес. И морам да кажам дека стварно и симнувам капа на играчите како да играат денеси, но и претходните утакмици. И мислам дека со оваа игра, со оваа борбеност ќе го задржиме тоа второ место до крај. Зоран Стојановски со 8 погодици беше најдобар кај Радовиш, а 7 имаше Здравко Постолов. Кај Металург со по 5 гола се истакна Христијан Крстановски и Филип Петровски, а 4 гола имаше Филип Фидановски.